Добродојдовте во урбаните вести. Околу 87% од територијата на Македонија се карактеризира како рурално подрачје, а во него живее 45% од вкупното население, покажува повеќе димензионалната анализа на сиромаштијата, што ја изготви Федерацијата на фармери и Македонската платформа против сиромаштијата. Ова е само најава во вестите, а во продолжение следуваат денешните наслови. Македонија се поврзува со 150 дестинации со новата авиолинија со Доха. Општина Центар го доградува и реконструира училиштето Гоце Делчев. Јавното претпријатие Водовод со апел да не се кршат и оштетуваат јавните чешми. Спортски викенд Илинден 2017. Ние навиваме за Македонија. Македонците добија можност да се поврзат со 150 светски дестинации преку авиокомпанијата Qatar Airways, која од вчера официјално е присутна во македонскиот воздушен простор. Деталите за бројот на летови и дестинации беа соопштени денеска на пресконференција. Раководството на компанијата Qatar Airways и македонските воздухопловни власти најавуваат поврзување на граѓаните на Македонија со над 150 дестинации, олеснување на патувањето на македонските селеници во Австралија и Нов Зеланд, како и можности за унапредување на економската соработка меѓу двете држави, преку соработка која започна од вчера, а за која деталите беа соопштени денеска на пресконференција. Цената на билетите за патување на новата дестинација Доха-Скопје-Доха, на кој што од вчера лета Qatar Airways, ќе бидат различни зависно од интересот на таргет групата и системот за резервирање, изјави Ферид Аксон, представник на раководството на Qatar Airways по повод промовирањето на новата линија. Летот со траење од 5 часа и 15 минути ќе се реализира секој понеделник, среда, петок и недела. Заминувањето од меѓународниот аеродром Хамад во Доха е во 6 часот и 50 минути, а пристигнувањето на Александар Велики во Скопје во 11 часот и 15 минути. Тргнувањето од Скопје е во 12 часот и 15 минути, а пристигнувањето во 18 часот и 15 минути. Во Катар во просек имаме околу 2000 македонци, од кои над 100 работат за Qatar Airways, истакна главниот комерцијален директор на Qatar Airways Ехаб Амин. Летот од Скопје до Сиднеј со транзитното време ќе трае 20 часа и 20 минути, а летот од Скопје до Банкок 14 часа и 5 минути, дополни Амин, потенцирајќи дека при транзит во Доха македонските граѓани кои остануваат повеќе од 5 часа може да добијат бесплатна виза при слетување што е валидна 4 дена. Додека сте на транзит во Доха, тоа ќе биде идеално место за менување летови. И секој патник што поминува тука, што останува повеќе од 5 сати, може да добие бесплатна виза на пристигнување, која што е валидна 4 дена, без воопшто да плати за тоа. Ова е многу добро за сите македонски граѓани, затоа што луѓе со минимално транзит време од 5 сати може да останат и да со бесплатна виза и ќе им бидат на македонските граѓани обезбедени бесплатни градски тури, тури низ Катар и Доха, и потоа може да се вратат за да продолжат да посетат музеи, да се вратат да продолжат со својот лет. Според министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, воспоставувањето на новата линија е од огромно значење за Македонија и Катар, бидејќи се отвараат бројни можности за значајно унапредување на соработката во економијата, туризмот, културата, инвестициите и други области од заеднички интерес. Ова е уште еден значаен момент за развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија. Авиокомпанијата Qatar Airways од вчерашниот ден воспостави нова дестинација од Доха до Скопје, на која ќе има 4 пати во неделата. Со тоа Република Македонија директно се поврза со оваа атрактивна дестинација од Блискиот Исток, а понатаму преку Доха ќе возможи поврзување на многобројни дестинации низ целиот свет. Воспоставувањето на оваа линија е од огромно значење за Република Македонија и Катар, бидејќи се отвараат бројни можности за значајно напредување на соработката во секторот на економијата, туризмот, културата, инвестициите, како и други области од заеднички интерес.
Како што беше потенцирано на пресконференцијата, активностите за влез на националниот авиопревозник на Катар на македонскиот пазар траеле околу 2 години. Катар Airways има флота од 200 воздухоплови, кои што летаат до 150 бизнес и туристички дестинации на 6 континенти. Катар Airways Cargo пак е трети најголем меѓународен карго превозник и обслужува 60 дестинации за товарен транспорт ширум светот преку својот центар во Доха. Во првите 6 месеци од 2017 година, ТАВ Македонија оствари пораст на бројот на патници од 6%, споредено со истиот период лани. На двата македонски аеродрома од јануари до јуни минале 860.130 патници. Со додавањето на новата рута Скопје-Доха на Катар Airways, како и дополнителните дестинации и фреквенции на постоечките рути, неудамно отпочнати на Скопскиот аеродром, ТАВ Македонија очекува уште повисока стапка на пораст на авиосообраќајот во втората половина од годината. Гостин во урбаните вести денеска е градоначалникот на општина Бутол Петра Латиновски. Интервјуто ќе имате можност да го погледнете подоцна во вестите. А во продолжение, основното училиште Гоце Делчев ќе добие 4 нови училници и 4 простории, со што ќе се овозможи наставата да се следи во една смена, а во другата смена да се извршуваат останати во наставни активности. Општина Центар ја започна реконструкцијата и доградбата на основното училиште Гоце Делчев. Со новите дополнителни 4 училници и 4 простории, наставата ќе се посетува во една смена, а попладневните часови ќе бидат слободни за други активности на децата. Со доградбата на нови 476 метри квадратни, односно сутерен, приземје и 2 ката, покрај училници се обезбедуваат и дополнителни простории, кои ќе служат за одмор, читање и додатни активности, соопшти Општина Центар. Во училиштето ќе биде поставен и лифт кој ќе ги поврзува сите нивоа на објектот, со што ќе се обезбеди пристапност и за лицата со посебни потреби. Подовите во новите училници ќе бидат направени од квалитетен материјал и ќе бидат топлинска и звучна бариера меѓу теренот и внатрешниот простор. Основното училиште Гоце Делчев, поранешно Владимир Илич Ленин, е основано во 1958 година. Во општина Ѓорче Петров деновиве се работи за санирање на ударните дупки на околу 50 улици во урбаниот и руралниот дел. Се очекува реконструкцијата на улиците да заврши до крајот на јули. Општина Ѓорче Петров започна со акција за крпење на ударните дупки и прекопи на улиците и булеварите во централното градско јадро и населените места во руралниот дел од општината. Со акцијата ќе бидат санирани сите ударни дупки, кои се увидени по направената инспекција од страна на инспекторите од секторот за урбанизам, но и по пријави на граѓаните кои сами писмено интервенирале во општината. Со планот за работа опфатени се повеќе од 50 на улици каде е неопходна санација. Според предвидената динамика, крпењето на ударните дупки, кое веќе е во тек, треба да трае до крајот на месец јули. Изведувач на градежните активности за санација на ударните дупки е градежната фирма Битем Скопје, а за оваа намена одвоени се 2 милиони динари од општинскиот буџет. Со завршувањето на работите видно ќе се подобри сообраќајниот режим, завршуваат од општина Ѓорче Петров. Вандалските појави се дел од нашето секојдневие. Последен пример за вандализам се искрчените јавни чешми за вода со тајмери, поставени од јавното предпријатие Водовод и канализација. Предпријатието со апел да не се уништува она што е заедничко на сите граѓани. Да не се кршат, руинираат и оштетуваат јавните чешми на територијата на град Скопје, а наводнувањето на зелените површини да се врши во вечерните часови, апелира јавното предпријатие Водовод и канализација. Според предпријатието, последните примери на оштетувања се новите јавни чешми со тајмери.
По притискање на тајмерот тече вода одреден период и потоа запира. Се кршат темирите за водата да тече постојано, со што се намалува притисокот на водата на територијата на градот. Минатата година беа набавени и поставени 55 вакви нови чешми со тајмери, токму поради зачувување на водата за пиење, а воедно и зголемување на притисокот во водоводната мрежа, стои во соопштението на Водовод и канализација. Според јавното предпријатие, освен што одзема време, постојаното поправање на јавните чешми троши и ресурси и парични средства, кои може да се искористат за други работи во полза на граѓаните. Во однос на зелените површини, со јавното предпријатие Паркови и Зеленило е договорено да се наводнуваат во вечерните часови. Апелираме тоа да го прават и граѓаните, за во текот на денот да има нормален притисок на водата во водоводната мрежа, наведува јавното предпријатие Водовод и канализација. Продолжуваме со урбаните вести. Гостин во денешното издание на Урбаните вести е првиот човек на општина Бутел, градоначалникот Петар Латиновски. Добар ден и добро ни дојдовте во Урбаните вести. Благодарам. Најнапред би сакал да ги поздравам гледачите на телевизија МТМ и посебно граѓаните на општина Бутел. Така, вие сте 12, ова ви е веќе 13-та година како сте начело на општина Бутел, 12 полни години успешно ја водите општината, многу реализирани проекти кои што се во теки, нели, планови за едни проекти и токму за дел од нив ќе зборуваме и денеска. Во општина Бутел во теке градежна летна експанзија 2017. Го одбележавме стартот на еден од поголемите проекти, темелна реконструкција на улицата 5 во Визбегово, меѓутоа исто така се одвиваат градежни активности и за реконструкција на останатите улици. Токму во таа насока ќе го водиме разговоров, може ли да ни кажете за што се работи? Па добро, јас сум точно 12-та, веќе 13-та година, поточно кажано, формирањето на општината Бутел започнува со мојот мандат. Сигурно дека ова е еден долг период, меѓутоа период, можеби краток период, меѓутоа период во кој што се измени територијата, тоест ликот на новата општина Бутел. Еве на почеток би сакал да кажам и во оваа прилика, сите кои што мислеа, се сеќам пред 13 години, дека и ме убедува дека од општината Бутел нема ништо да биде, дека таа општина нема да заживе, покажам и докажем ако нешто се сака, заедно со граѓаните успеаме за општината Бутел да се зборува и пошироко и надвор од територијата на самата општина градот Скопје и во Република Македонија. Се надевам дека патот по кој заедно се движиме сме на вистинскиот пат, затоа што ја знаеме крајната цел. Крајната цел ни е и на мене како градоначалник ми беше и на граѓаните како територијата на општина Бутел да направиме едно пристојно, привлечно и достојно место за живење на сите граѓани без разлика на верска, етничка, национална и политичка припадност. Колку во тоа успеаме, граѓаните се тие кои што можат да го оценат, да дадат своја оценка, своје видување. Јас ќе ви кажам дека летниот период го користиме на вистина максимално, поготово еве и оваа година, каде што вие како што напоменавте дека општината Бутел е претворена во едно огромно градилиште. Јас ќе ви кажам дека во областа на патната инфраструктура од година во година, од ден на ден сакаме да ја подобриме, се со единствена цел да граѓаните бидат побезбедни движејќи се низ улиците на самата територија, но и кон своите домови. Затоа во моментов, еве ќе ви кажам дека се градат активности имаме и се града улицата 42 во должина од околу 550 метри, улицата 50 во должина од околу 350 метри, улицата 60 во должина од околу 220 метри, улицата крак на улицата 18 во должина исто така негде над 200 метри, улицата Љуба Петрович, кој што вчера започнаме исто така, малце имаме проблем еден, меѓутоа се надам дека и тој ќе биде завршен. Улицата во населеното место Жегровец, крак на улицата Белкамен, кој што исто така негде околу 250 метри, потоа улицата 7 во Расадне, која што исто така планираме во наредниот период да ја почнеме овие денови. И се разбира дека сакаме исто така, тендерот вчера заврши за патот кон манастирот Свети Јован во село Љубанци. И секако дека еден од проектите за кои што и во оваа прилика сакам да им се извинам на граѓаните што беа трпеливи на Визбегово, меѓутоа го ветив дека улицата 5 во мојот мандат ќе биде завршена. Почнати се активности, граѓаните да бидат стрпливи и се надевам дека таа улица сепак е една од поголемите улици во должина од 2 км и 100 метри, каде што има можности и услови ќе направиме дури и пешачка патека, тротоари, така да граѓаните на Визбегово ќе добијат еден современ пат
каде што ќе може слободно да се движат до своите домови безбедно, јас би рекол. Секако дека кога зборувам за сите овие активности, значи ова секако треба да се напомене дека изградбата на новиот булевар Христијан Тодоровски Карпуш, кој што заедно со градот Скопје активно сме вклучени, се надевам дека првата фаза, за жал, јас мислев дека во мојот мандат ќе оставам уште еден булевар позади мене, како што беше изградбата на булеварот Словенија, но првата фаза е завршена, ќе биде завршена до крајот на мандатот. Имотно-правните односи за втората фаза се решени и се надевам дека многу така за скора иднина и овој булевар ќе биде изграден. И се надевам дека општината Бутел со двата булевара Словенија и Христијан Тодоровски Карпуш во сообраќаен поглед има еден прозорец кон светот, јас би рекол не само кон исток и кон запад. Навистина ова се важни, круцијални, стратешки, јас би рекол, артерии сообраќајни, кои што на граѓаните, на Редишани, на останатите места, на Бутел, на Чучер Сандево, на Чаир, па и на Визбегово, и на Газибаба, ќе овозможува токму овој булевар Христијан Тодоровски Карпуш поврзаност со останатите делови на Република Македонија. Покрај овие планирани зафати, исто така некогаш знаат да се случат и непредвидени проекти. Овој пат беа тоа поради обилните врнежи и штетите кои што беа предизвикани. Што всушност реализиравте во населбата Радишани, на улиците Томе Пуре и Душко Поповик, како и започнавте изградба на фекална канализација во Љубенци? Што се случува на ова поле? Значи, покрај патната инфраструктура, сите овие години, многу некои ме убедуваа дека градоначалника немојте под земја да работите, да правите канализација. Не се гледа, граѓаните тоа не го гледат. Граѓаните како тоа го гледат, како тоа го ценат и го почитуваат. Ние имаме изградено во мојот од првиот ден, јас би рекол до денеска, негдека бројка скоро околу 49 километри фекална канализација на територијата на општина Бутел. Замислете, ако тоа не беше изградено, што ќе се случеше со населените места на територијата на општина Бутел. Веќе почнуваме и поситните работи. Еве конкретно на улицата Томе Пуре и така натаму, граѓаните, жителите после долги години при првите порани дождови имаа проблеми. Ние вдолж улицата Боца Иванова заедно со градот Скопје изградиме фекален атмосферски колектор со Фи 1000, значи голема пропуслива моќ да може да ја апсорбира водата од улицата Александар Урдаревски, од улицата Хошимин. Меѓутоа сега го решиме и прашањето со улицата Томе Пуре и Душко Попович. И мислам дека граѓаните тоа го поздравуваат, што се надеваме дека и во останатите делови, посебно на улицата Хошимин, јас би сакал и на улицата Марко Крале. Тоа првиот проект кој што сметам дека во иднина треба да се реализира, тоа е како од улицата Марко Крале, при порани доживи, атмосферската канализација, не да ја изведеме кон останатите денеска атмосферски колектори, тука директно да изведеме во реката Серава. И со тоа мислам дека еднаш за секогаш ќе биде решен проблемот со поплавите кои што се случува за време на високите порани дождови, иначе онака нормално си функционира, имаме направено. Летниот период е секогаш идеален доколку има потреба да се направат некакви реконструктивни зафати во училиштата и во градинките. Тоа беше случај со минатиот летен распуст, дали е истата ситуација и оваа година, дали има некакви активности на тоа поле, дали се прават реконструктивни зафати во училиштата во Бутел? Мислам дека сведоци сте вие како медиумска куќа, присуствувате на многу настани присвеченото отварање, пуштање, започнување на работите. Ликот училиштата во општина Бутел го добија сосема нов лик. Може би затоа што јас не само бидејќи потекнувам и сум работел 27 години во образованието, напротив сметам дека во училиштата беа многу запоставени на територијата на општина Бутел. Значи, кога говорам тоа, пред се самите слики може тоа да го покажуваат, пред да почнат реконструкцијата денеска, ликот е сосема сменет. Сменети се крововите, нови кровови ставени. Направени се енергетски фасади. Тоалетите се во најголем дел од училиштата сменети се. По повод 150 години од прославата на училиштето, постоењето на училиштето Гоце Делчев во село Љубанци, денеска училиштето Гоце Делчев во село Љубанци го има сменето целиот лик. Дури луѓето сметат дека некој поминуваат, вика си направил училиште ново во Љубанци, напротив,
извршена една темелна реконструкција на тоа училиште, меѓутоа тука не застанавме и во годината што е пред нас во овој летен период. Набавиме, веќе навлегуваме и во внатрешноста повеќе, покрај тоалетите, како што реков, кречење и така натаму, набавиме 1500 нови столчиња за училиштата. Потоа, набавиме 500 клупи нови за училиштата. Во училница, во наставничките канцеларии воведоме, направиме за секој наставник посебно шкафче и така натаму, она што му е неопходно за нормално функционирање на воспитно-образовниот процес. Она што сакам да истакнам, сите овие години не дозволив ниту еден ден како градоначалник децата да бидат вратени од училиштата, затоа што општината, тоест градоначалникот како најголем виновник ќе биде, бидејќи не плати струја, нема затоплување. Сите овие години грижата за нормално функционирање на воспитно-образовниот процес ми беше пред се. Ние дома имаме по 2-3 дечиња, па имаме некогаш проблеми. Замислете 5500 ученици ако денеска бидат вратени од училиштата или вратени од градинките 1300 деца. Значи, покрај тоа дека навистина се вложуваше во образованието, се изгради после 50 години првото училиште на територијата на општина Бутел, тоа е училиштето Живко Брајковски, значи едно современо училиште, едно модерно училиште. Изградиме градинка во населбата Радишене. Целосно ја реконструираме и градинката, во Бутел 2. Ние веќе сме на пат, веќе имаме зацртано за започнување на нова градинка во населеното место Свети Климент Охридски во Бутел до училиштето Свети Климент во Бутел, бидејќи има потреба. Со тоа мислам дека даваме свој придонес за севкупното за грижата за најмладите. Јас ќе кажам дека грижата за младите е грижа за секое семејство, меѓутоа грижа за еднината на нашата општина и грижа за Република Македонија. Исто така го најавивте и новото училиште во населеното место Визбегово, кое што треба да почне со изградба, до каде се планувите нова поле? Мислам дека ќе бидете сведоци, јас се надевам дека во овој летен период при крајот на негде до 1 септември да започне свечено да започне изградбата на училиштето во населеното место Визбегово, училиште кое е планирано и дизајнирано архитектонски за негде од околу 1000 ученици и мислам дека со тоа потребите на тоа население ќе бидат задоволени и се надевам дека и за наредните 50 години во делот на воспитно-образовниот процес создадени се услови за нормално функционирање на учениците на територијата на општина Бутел со изградбата на ова училиште. Заборев да напоменам дека во Визбегово го реконструираме целосно и старото училиште. Меѓутоа има уште некои работи да се завршат. Планираме дека тоа училиште да го направиме, ако има потреба во градинка, бидејќи ќе имаме ново училиште. Тоа училиште не може да ги задоволи потребите сега со 3 ученици и така натаму, меѓутоа мислам дека може да ги задоволи така идните потреби на граѓаните на Визбегово за отварање на градинка. Ке се префрлиме на една друга тема, меѓутоа исто така доста актуелна. Во периодов на големо се зборува токму за екологијата. Што прави општина Бутел на еколошки план? Мислам дека ние имаме 30 работници кои што се грижат за чистотата на територијата на општина Бутел. Секако дека изградбата на еден парк Живко Брајковски не ги задоволува потребите на граѓаните и мислам дека токму во тој дел се создадени услови со пробивање на улицата Христијан Тодоровски Карпош и улицата Боца Иванова во населеното место Живко Брајковски да изградиме еден парк. Затоа како градоначалник има поднесено иницијатива до Советот на општина Бутел да се измени деталниот урбанистички план, бидејќи тука сега поминува и улицата Боца Иванова, треба да улицата Боца Иванова да ја поврземе со Христијан Тодоровски Карпуш со булеварот и во тој дел навистина можеме да направиме еден парк модерен каде што може да се одвиват културни манифестации од секаков карактер. Се надевам дека, иако за жал веќе 3 пати таа точка на Советот од страна на советниците, бидејќи они донесуваат одлука е одложена, се надевам дека ќе разберат потребата на граѓаните од изграда на парк и се надевам дека на наредната седница ова точка ќе биде донесена. Така што се случува на спортски план? Па едно големо, ако до сега се зборуваше за вака како ваша, да речам, прва вест, ја соопштувам дека до сега зборуваме и секоја слушаме за ракометниот клуб Вардар, за ракометниот клуб Металурка. Во општина Бутел, на општина Бутел при крај сме. Меѓутоа тоа го држиме веќе вака како едно мало изненадување, при крај сме со формирање на ракометен клуб Бутел. Зошто ова го говорам ракометен, потенцирам ракометен клуб Бутел? Затоа што во Бутел има традиција. Во Бутел ракометот зародиш, јас би рекол, тука потекнуваат и Миркуловски, и Ристовски, и Мајнов, и Клинчарски и така натаму. Значи, тоа беше една плејада на
генерација на ракометари кои потекнуваат од Бутел. Има потреба од Бутел, затоа не би сакал во момент да го откривам ниту спонзорот кој ќе биде. Се надевам дека ракометниот клуб Бутел ќе биде третиот клуб кој што ќе се надпреварува во Европа. Тоа нека биде малку изненадување, ќе биде многу брзо на пресконференција соопштени сите детали околу формирањето на овој ракометен клуб и околу спонзорот. Она што исто така многу актуелно денмувиве е и сквернавењето на гробиштата во Љубенци. Навистина е една многу актуелна тема. Јас верувам дека граѓаните на општина Бутел, поточно жителите на ова населено место, ќе сакаат да знаат дали општината превзема нешто во врска со ова. Јас најнапред во моментот кога тоа се случи, кога ми се јавија, не бев тука, веднаш интервенирав до мојот колега градоначалникот Коце Трајановски, до Министерството за внатрешни работи. Го осудувам овој настан, навистина со ноќи некогаш така не спијам и размислувам и пред се посакувам да бидат откриени вистинските сторители. Јас веќе побарав и средба со министерот за внатрешни работи, се надевам дека ќе ме прими за да видам докаде се сите активности околу откривањето на овој. Јас немам зборови кои да ги употребам на овој, да не речам зверски чин, еве тоа е исто така да се потегне, да се уништуваат. Ние сакам граѓаните на овие во населеното место Љуботен да бидат спокојни, стрпливи, да се надеваме дека сето тоа ќе биде откриено, виновниците казнети, а околу она што треба ние како локална самоуправа и градот Скопје се договориме дека ќе им излеземе во пресет на граѓаните, да не ги оптеретуваме со додатни трошкови, напротив, ние сето тоа да го санираме. Так, и некаде пред да ви заблагодарам на разговорот, би сакала сосема за крај, еве едно прашање, дали успевате да ги задоволите потребите на сите жители, на сите граѓани на општина Бутел? Како успевате да ги изменаџирате потребите во овие 3 мандати? Останува ли нешто недоизреализирано и на што давате приоритет? Видете, јас би кажал дека моето мото и пред 13 години, пред да застанам првпат према граѓаните, беше и останува. Доколку граѓаните се задоволни од работата на својот градоначалник, јас и тогаш реков дека доколку граѓаните не се задоволни, доколку јас она што сум го зацртал во првите 6 месеца, најкасно најкасно една година не можам да го исполнам, иако почувствувам дека навистина не ме биваше за оваа работа, јас јавно кажав пред граѓаните пред 12 години, јас сам ќе си заминам, затоа што сметам дека не сум способен за извршување на потребите на граѓаните. Се трудев сите овие години, дел од мојот живот го посветив на формирањето на општината Бутел. Еве, први сме кои што изградиме своја општина од сопствени средства. Мислам дека секогаш може повеќе. Приоритетите се поставени, најтешките работи се направени. Шминкањето, то прва доаѓа, меѓутоа јас никогаш не сум присталица на шминкање, секогаш бев прво да се направи основата, подлогата. Бидејќи кога правите куќа, ако ги ставите здравите темели на куќата, многу полесно можете понатака да ја доградувате, наградувате, па да има и какви потреси нема да ја срушат. Сметам дека во тој правец ги постави здравите темели на развојот на општината Бутел. Патот по кој што се движиме сите овие години заедно со граѓаните, сметам дека е вистинскиот пат, најтешкиот дел од патот е изоден, останува далеку полесниот дел од патот, меѓутоа сметам дека можеби јас не стигнав до крајната цел, можеби другите ќе продолжат по тој пат за да стигнат до крајната цел, а мојот сон, мојот визија за Бутел беше секогаш има и услови и предуслови територијата, општината Бутел да биде општина на среќни граѓани, задоволни граѓани. Секогаш може повеќе. Колку успеаме, единствено што може да кажа, тоа се граѓаните на општина Бутел. Јас ја користам ова прилика да им изразам една голема благодарност за соработката што ја имаме овие години. Се не е постигнато, се не е направено, меѓутоа мислам дека има и објективни причини зашто тоа не е направено, бидејќи и некои надлежности кои што сметаат граѓаните се во надлежност на општината Бутел и на градоначалникот не се, меѓутоа јас поново ќе кажам, граѓаните секогаш се во право. Така, тешка ли оваа работа? Ова работа е доста тешка, доста истрпувачка, доколку си совесен и одговорен. Сепак јас сум граѓанин на општината Бутел, каде што живеам од дедо, од прадедо, мојата одговорност е дупло поголема, затоа што и понатака сакам да се гледам со граѓаните и понатака сакам во секое населено место, можеби граѓаните тоа го приметуваат, јас слободно сам си се движам,
затоа што ја постигнав целта, она што ми беше сон, да бидам градоначалник на сите граѓани, без разлика на верска, етничка, национална и друга припадност. Колку и поново тоа успеав, граѓаните се тие кои што можат да проценат и оценат. Мене ми останува само да ви посакам успех во понатамушните активности, во реализацијата на овие идни проекти за кои што зборувавме досега и се надевам дека ќе имаме можност повторно да се видиме и да поразговараме за сите ваши успешно идни реализирани проекти. Јас ја користам ова прилика, најнапред би сакал исто така да ви заблагодарам за добрата соработка што ја имаме сите овие години. Се надевам дека таа соработка ќе продолжи и во иднина и секако дека она што за крај би сакал уште една реченица да додадам, јас ветив од мојот мандат дека од првиот до последниот ден ќе дадам се од себе и тоа го ветувам до последниот ден од овој мандат ќе сакам да направам што повеќе, да оставам дела кои ќе зборуваат за времето кога се тие направени и за луѓето кои учествувале во тоа. Нема поголема сатисфакција кога нешто оставаш зад себе. Тоа е нешто што мислам за мене ме прават и среќен и задоволен и за мене и за моето семејство. Така. Уште еднаш ви благодарам за гостувањето. А ние продолжуваме понатаму со урбаните вести. Предстојниот викенд на 22 и 23 јули општина Илинден ќе го организира традиционалниот спортски викенд Ние навиваме за Македонија. Со спортскиот викенд општината го одбележува патруниот празник и националниот празник Илинден 2 август. По повод одбележувањето на патруниот празник на општина Илинден, Илинден 2 август и националниот празник на македонскиот народ на 22 јули во сабота и 23 јули во недела 2017 година, под мотото Ние навиваме за Македонија, по 9ти пат ќе се одржи спортски викенд Илинден 2017. На оваа традиционална спортска манифестација ќе учествуваат над 700 спортисти, кои ќе се надпреваруваат во повеќе спортови: велосипедизам, шах, баскет, тенис, атлетика, трчање, хокеј и голем фудбал. Централен настан на спортскиот викенд е професионалната велосипедска трка во должина од 100 км, Трофеј Илинден 2017, која што е влезена во календарот на велосипедски трки на Велосипедската федерација на Македонија и се бодува за купот на нашата земја. Велосипедската трка Трофеј Илинден 2017 има интернационален карактер, бидејќи на неа настапуваат велосипедисти од повеќе држави. Стартот на трката е закажан за 23 јули во 16 часот пред спортската сала Гоце Делчев, каде што е и целта, а ќе се возат 4 круга низ населените места на општина Илинден: Илинден, Марино, Ајватовци, Мршевци, Делјадровци, Текија, Миладиновци и Кадино. Патеката е кружна, а должината на еден круг е 25 км. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски, како покровител на спортскиот викенд Илинден 2017, на најдобрите екипи и поединци ќе им додели соодветни награди, пехари, медали и мајци. Делови од општините Центар, Сопиште, Киселавода, Аеродром и Ѓурче Петров утре ќе бидат без електрична енергија, информира регионалниот центар за управување со кризи. Без електрична енергија утре неколку часа ќе бидат корисниците во делови од општините Центар, Сопиште, Киселавода, Аеродром и Ѓурче Петров. Регионалниот центар за управување со кризи по известување од ЕВА на Македонија соопшти дека утре во периодот од 8:30 до 5 часот без електрична енергија ќе бидат корисниците од улицата Филип II Македонски, градилиште на Народна банка на Република Македонија, сендвичарата кај МОБ, а во периодот од 8 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Загребска од број 9 до број 17, како и факултетот за богословија во општина Центар. Без електрична енергија утре во периодот од 9:30 до 10 часот и 30 минути ќе бидат дел од корисниците од улицата Козара, броевите од 1 до 10, улицата Васил Ѓорѓов, броевите од 1 до 10 и дел од објектите на улицата Бил Камен и улицата Мајка Тереза во општина Центар. Од 8 часот и 30 минути до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од село Долно Соње, поточно местноста Брзовец, патот кон Говрлево во општина Сопиште, а од 9 до 15 часот дел од улицата 553 и дел од улицата Виктор Иго во општина Киселавода.
Без електрична енергија во периодот од 9 до 12 часот ќе бидат дел од корисниците од улицата Никола Карев во општина Карпош. Од 9:30 до 10 часот и 30 минути дел од корисниците од улицата Козара, броевите од 1 до 10, улицата Васил Ѓорѓев, броевите од 1 до 10, во периодот од 8:30 до 15 часот. Без струја ќе бидат корисниците од основното училиште Гоце Делчев во објектите околу училиштето, улицата Горноврановска, кај два брата и улицата Божин Николов во општина Аеродром, а од 9 до 14 часот дел од корисниците од улицата Велем Раков, дел од улицата Воин Драшкових и дел од улицата Ибе Паликуќа во општина Ѓорче Петров. Од утре следува период на стабилно време со постојан пораст на дневната температура, која во деновите од викендот на повеќе места ќе надмине и 35 степени. УВ индексот во наредниве денови повторно ќе има многу високи вредности. МТМ Метео е во продолжение. Со МТМ Метео го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што не следевте, останете и понатаму со програмата на МТМ телевизија. Довидување.